Вака изгледа универзитетската клиника Мајка Тереза. Снимките се направени во одделението на дерматологија. Состојбата не е подобра ни во Тетовската болница. Но помеѓу болниците со најлоши услови е болницата во Штип. Министерот за здравство Арбен Таравари најави зголемени контроли и додаде дека состојбата со оваа болница ќе мора да ја види со своји очи. Не сум бил во Штип, сакав да одам, меѓутоа ми рекоа да причекаме да се сменат работите малку, да избереме нов директор и ќе одиме потоа. Меѓутоа, пред да изградиме Скопје 2014, сите тие статуи, целиот тој луксус во владата, ќе беше подостоинствено да беа изградени овие болници. Не е вака, е слично е во Гостивар, во Кичево, во Струмица, во Гевгелија, слично е. Од управата на Штипската болница не коментираа дали најавата за отпуштање и именување на нов директор е добар потек за да се лекуваат болниците. Сите активности кои ги спомена министерот, колку што знам, паѓаат под негови ингеренции. Неговиот скопски колега, директорот на болницата 8 септември Сашо Стојчев, вели дека првата работа која ќе треба да се преземе е спречување на здравствените работници да се заминуваат од Македонија. Првите години имавме недоволен број на анестезиолози, сега бројот на анестезиолози, специјалисти и специјализанти е веќе сосема доволен, во моментот располагаме со 26 доктори, но бадијала е сето тоа кога веќе од 7 активни операциони сали кои може да бидат вклучени, работа само 3. Во Македонија има болници кои се градат со децении, како што е болницата во Кичево, која се гради веќе 32 години, но се уште не е завршена, а кичевчани се уште ја користат старата болница.